Измената на законот за ДДВ, кој ќе почне да се применува од идната недела, а со кој се укинува ослободувањето од ДДВ за онлайн нарачките со вредност до 22 евра, е законско решение кое според директорот на Царинската управа Бобан Николовски е целосно усогласено со ЕУ стандардите. Николовски е дециден дека законските измени нема да ги намалат онлайн нарачките, туку само ќе придонесат повеќе средства да се слеат во државниот буџет. Анализите покажуваат дека од драстични намалувања не се очекуваат, а наплата у буџет да се зголеми. Овој закон е, најблаго кажано, од наша страна многу коректен закон, никого нема да удри под джеп, нели, народски кажано, а во буџетот, државниот буџет ќе се слеат дополнителни средства, зашто беа правени и се прават се уште анализи. Со измените не се менува начинот на прием и царинење на пратките во Македонија. Дел од економските оператори кои вршат достава на овие пратки велат единствената разлика е што цената ќе се зголеми за 18%, а ќе биде вкалкулирана на самите платформи за нарачки. За плаќање на ДДВ и царина се прави на самиот влез на робата во државата и тоа го работат шпедициите. Ако во услугата е договорено поштата да го плати тој дел, она се договара со спреќачот дали однапред ќе го плати или кога ќе стигне, а најчесто они имаат сервиси кои ги користат за да им донесат робата до одредена држава. Една од целите на законското решение е намалување на сивата економија, но и помагање на домашните компании кои редовно ги плаќаат давачките кон државата. Инаку, според податоците на Централниот регистар, во земјава во моментов има околу 80.000 активни компании, а како што рече директорката Анита Стамнова, бизнисот се повеќе работи електронски.